почитувани, исто сме убедени дека ќе уживаат во се она што ќе им биде понудено корисниците на летниот инклузивен камп за лица со попреченост, кој што го организира невладината организација КРИК. И токму по тој повод, овде со мене во студиото се моите денешни гости, Евгенија Јанакиевска, проектна координаторка во КРИК, и Стојан Андонов, окупационен терапевт. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодариме за поканата. Она што на почетокот би сакала да им го објасниме на гледачите е тоа што всушност невладината КРИК го прави. Накусо верувам дека голем дел од нив знаат, но вие нудите помош и за млади луѓе со типичен развој, но и за млади луѓе, односно со типичен развој, односно без попреченост, но и за млади луѓе со атипичен развој. Центарот за младински активизам КРИК спроведува активности за млади лица со и без попреченост, ги мотивира да бидат активни чинители во општеството на локално и на национално ниво, спроведува тренинзи, обуки, размени, меѓутоа развива и алатки за помош и поддршка на младинските работници и на другите граѓански организации кои што работат со млади лица. Покрај активностите кои што ги спроведува организацијата како дел од проектните активности, исто така има и СОС линија за врсничко насилство, која што е во соработка со општина Кисела Вода, психолошко советувалиште за млади, меѓутоа и од 2022 година КРИК координира 3 мали групни домови со 15 лица со попреченост кои што се дел од процесот на деинституционализација. И има центар за окупациона терапија со околу 15 на корисници кои што имаат активности 3 пати во текот на една недела. Сега кога веќе споменавте окупациона терапија, што всушност значи окупационата терапија? Да, може јас да одговорам. Се разбира. Мака, значи, постои светско здружение на окупациони терапевти и јас ќе се обидам да не точната дефиниција, туку да ја некого прераскаже малку да биде појасно. Значи, окупационата терапија е начин, е третман, односно вклучува разни активности, што ние во окупационата терапија ги викаме окупации, со цел да се направи проценка или да се изврши третман кај лицата со попреченост, затоа што заради својата попреченост од разни видови, луѓето не може да си извршуваат своите секојдневни активности, најобичните. И затоа велам, окупационата терапија има свој методи, свој начин како да се постигне некое задоволително ниво, да може да си ги остваруваат своите и права, своите обврски и да бидат вклучени во заедницата, овака накратко. И всушност со сето ова доаѓаме до она што ни е наша денешна тема на разговор, тоа е летниот инклузивен камп за лица со попреченост. Но, бидејќи велиме инклузивен, тоа значи дека нема да бидат само лица со попреченост, туку ќе бидат и лица без попреченост и всушност тука е таа инклузија. Евгенија, мислам дека ваков тип на камп се одржува, го организира КРИК од 2017 година. Токму така, од 2017 година КРИК го организира младинскиот летен инклузивен камп, каде што од прилика 50 на учесници доаѓаат во Охрид и имаат различни спортско-рекреативни и културни активности. Доаѓаат 20 на млади лица со попреченост, 20 на млади лица без попреченост, меѓутоа и тим од 10 лица за поддршка, негователи, психолози, фасилитатори кои што ги организираат активностите и ги поддржуваат младите во заедничките активности. Оваа година младинскиот инклузивен летен камп се организира заедно со Сојузот на извидници, но исто така за прв пат минатата година корисниците од малите групни домови беа на 6-дневен летен одмор во Охрид и најголемиот дел од нив за прв пат искусиле летување во својот живот. Оваа година и младинскиот летен инклузивен камп, меѓутоа и одморот за корисниците се спојуваат во една активност, во едно летување кое што ќе се одржи од 10 до 14 август во извидничкиот центар Охрид.
Крик спроведува и онлайн кампања за поддршка, за финансиска поддршка и донирање за сите лица, индивидуални организации и компании од приватниот сектор кои што би сакале да го поддржат кампот, и секоја година се придружуваат се поголем број на организации и компании кои што го поддржуваат со цел да може да се реализираат сите активности како кајакарење, прошетки во природата, возење со брод, пливање, меѓутоа и посета на културни споменици. Една реченица од вашето излагање ми остави силен впечаток. Верувам дека господинот Андонов ќе ни објасни малку повеќе. За прв пат во својот живот отишле на летување. Какво е чувството? Какви се расположението на овие лица? Какви се реакциите? Вие веројатно најдобро може тоа да ни го објасните. Да, минатата година јас бев исто со нив, бевме во Крушево, беше една прекрасна средба, беше една смотра на изведници и во таа смотра учествувавме и ние, како дел во смотра. Верувате ми дека беа сите воодушевени пред се, за ни беше многу чудно тоа, дека можат да решиме да спијат под шатори, тоа беше доживување, да можат да прошетаат сами во природа, да прошетаме по околните планини малку. Таму имаше и сега ќе има разни активности. Например, една од активности имаше правеа куќарки за пчели, знаете, нешто што не е вообичаено за нив. Градската средина е нешто сосема друго. Тие се лица кои што, мора да кажам, за жал, повеќе се затворени, значи немаат контакт со надворешната средина. За жал тоа е така, но ова е една прилика, меѓу другите се разбира, да го почувствуваат како има емпатија и меѓу нив себе и меѓу другите. Знаете, тоа е битната, да речем така. Од вашето досегашно искуство, дали е полесно да се создаде емпатија меѓу нив самите, отколку со младите без попреченост, или пак побрзо се создава емпатија, или пак и индивидуално? Да, индивидуално, но сепак меѓу нив е полесно се воспоставува таа емпатија. Со другите, да речем, тој надворешен свет малку е ајде да не кажам тешко, но е поспоро, да кажем. Но се создава, верувате ми, во последно време, веќе тоа се случува, не е како некогаш, сега луѓето знаат што е попреченост, можат да претпостават, спремни се да помогнат да ускокнат во секој време. Од попреченоста не треба да се создава табу тема, иако години наназад ние сме свесни дека тоа беше маргинализирана група на лица, без премногу можности за дружба со надворешниот свет. Колку институционализацијата на овие установи и колку ваквите инклузивни форми помогнаа овие лица полесно да функционираат или барем да почувствуваат како се функционира во условно кажано нормалниот свет. Да, значи како што кажа колешката, ние имаме во нашиот крик, имаме 3 пати неделно доаѓаат лица со попреченост и таму имаме ние разни активности. Значи како окупациона терапија е фокусирана на 3 подречја. Едно е само грижа, другото е работа или учење и третото е слободно, односно корисно користење на слободното време. Значи кога доаѓаат во крик, ние правиме индивидуален план за секого посебно. Прво гледаме што лицето може, а нешто не може, туку што може, и врз основа на тоа, на нивните желби, потреби и можности се разбира, правиме разни програми. Значи малку продолжувам ли сакам да се разбере, нали, зашто зборувам. Таму имаме меѓу другото разни, да речем пример, кажам, учење англиски јазик, не знам, курс по фотографија, подем после фотографираме, заедно работиме, разговараме, се дружиме со луѓе на улица. Тоа е апсолутно добра можност да се поврзат луѓето со и од надвор, или како што рековте вие, да се воспостави така една релација пријатна. Порано точно е. Беше, но и сега не е сјајно многу со таа, да речем, стигма, но далеку подобро од што било порано. Секако порано родителите на некој начин се срамеа да ги покажат своите деца на улица. Сега е веќе нешто друго. Луѓето излегуваат, ги носат и кај нас. И веќе користам приликата да поканам, ако некој сака, ако има желба да дојде кај нас во центарот, може во секој време,
доволно е само желбата да доаѓа, да присуствува на нашите активности. Може слободно, не треба никакви документи, ништо не треба, стама една желба и може да се вклучи во нашите активности. Највеќе се задржуваме ние од тие активности, не тие креативни активности, затоа што кога се работат креативните активности, луѓето се многу слободни, значи нема стегнатост, олабавеност, опуштеност и да некој изгреши и така натаму, не вземаме здраво за готово, така да една пријатна атмосфера секогаш е добре дојдена. И пред самиот крај на разговорот, Евгенија како проектна координаторка, веројатно имате не само сега ви ова во фокусот, летувањето, инклузијата. Се надевам дека прво ќе се погоди времето, второ дека ќе се поминете многу убаво и дека сите кои што ќе бидат дел од ова летување ќе понесат прекрасни спомени за цел живот, но какви се уште активности имате со овие лица? Нашите проекти во организацијата се скоро сите насочени кон поддршка и мотивирање и на младите и на возрастните лица со и без попреченост, така што има бројни активности, меѓу кои и создавање на прирачници за поддршка на самостојното живење, насочено кон негователите, кон родителите, кон организациите кои што работат со лица со попреченост, други алатки и истражувања кои што им помагаат понатаму и на нашата организација, меѓутоа и на другите организации и институции за да креираат соодветни политики насочени кон лицата со попреченост, меѓутоа и нешто кое што во моментов работи КРИК е стартување на социјалното предпријатие КРИК, кое што е со поддршка на Ирис мрежата и дејноста на ова социјално предпријатие ќе биде продукција на печатени материјали, на текстил и на хартија, во кое што ќе бидат вработени од прилика 10 лица со попреченост. Тие ќе бидат поддржувани, се разбира, од асистент кој што ќе им помага во секојдневните активности, меѓутоа тие ќе бидат соодветно обучени како да управуваат со технологијата и како крајниот продукт кој што ќе излезе од тоа социјално предпријатие да не се разликува воопшто во квалитетот, а сепак да има онаа инклузивна нота на самото предпријатие. Тоа е уште еден начин како да им се помогне на овие млади луѓе со атипичен развој, односно со попреченост. Јас верувам дека ние може уште многу да зборуваме. Начнавме само мал дел, се фокусиравме на она што ќе се случува во Охрид, но верувам дека ќе имаме прилика повторно да се видиме и да зборуваме за поодделни проекти кои што ги работите, а работите многу. За денес ќе ви се заблагодарам за гостувањето и ќе ви посакам уште еднаш незаборавно лето за сите учесници на летниот камп во Охрид.